Добро вечер и добре дојдовте во овој појас на отвореното студио 1, 19 часот и 20 минути, гостување пред Централниот дневник на 1 ТВ. Овие денови, заради и денеска и последниве неколку денови, навистина Охрид, иако не е почната летната сезона кога како град е најатрактивен, е споменуван во многу новинарски текстови, затоа што во градот се случуваат работи кои што и новинарите сакаат да ги коментираат, но секако најповикан да одговори на многуте прашања кои што деновиве се свртија во јавноста е првиот човек на градот. Добро вечер за Константин Георгиевски. Добро вечер. Добре дојдовте во 1 ТВ. Добре најдов и благодарам за поканата. Така, вие сте имале прилика досега да ни бидете соговорник, но бевте во функција на ВД градоначалник, сега прв пат би рекле, откако сте официјално градоначалник на Охрид, сте овде во нашето студио и затоа срдечно добре дојде. Денеска во Охрид се отстрануваа палми. Тоа е оно што денеска струи како вест по порталите. Да, во нацрт извештајот на реактивната мисија на УНЕСКО беа нотирани некои слаби точки кои што ние како локална самоуправа и како институции треба да се позанимаваме со нив за во насока на одржување и напредување на статусот на Охрид како град заштитен од УНЕСКО. И ние охријани не би биле охријани ако не почнеме од крајот на тој список, од сите 19 точки, па ние почнавме од 19-та точка, затоа што ни беше таа, да речам, најбрза и најлесна за реализација. 19-та точка беше дека поради тоа што палмите се не автентичен вид кој што е вештачки насаден на бреговите на езерото и на други локации низ градот, дека е потребно да се отстранат и тука се засадат други автентични видови. И јас уште вчера кога го добив извештајот, одма издадов наредба на јавното претпријатие Комуналец, денеска ги отстранивме палмите и тука засадивме садници кои што ни беа спремни за на друга локација во Охрид. Меѓутоа тамо треба прво да вршиме реконструкција на улицата, а во сите планови таа реконструкција не е планирана на крајот, значи како последна улица, поради тоа што таму има предвидено градби кои што не го засегаат мораториумот за градба кој што следи повод УНЕСКО и ги засадуваме тие садници наместо на палмите. Што правите со овие палми што денеска ги отстранивте? Што ќе правите со стеблата? Па мислам дека јавното претпријатие Комуналец ќе ги складира во нивните на нивната локација, па после ќе видиме. Ќе растат некаде тајно. Верувам. Изборите беа пред само неколку недели, неколку денови. Охрид имаше 2 круга на овие локални избори. Вие ја однесовте, да кажам, победата. Она што е во вашето CV како политичка кариера, би рекле, е дека релативно скоро се активирате, ако 2017-та и тие локални избори се првите на кои што ви одлучувате да влезете во политика како советник во општината. Зошто еден лекар по професија се одлучи на таков чекор? Да, на минатите локални избори, на редовните избори кои што беа на 15 октомври, мислам, 2017 година, јас бев носител на листата на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и ова прашање често ми го поставуваат новинарите, а и пријателите уште лани кога бевме на избори. И јас го давам горе-долу сличен одговор секогаш. За еден човек кој што се реализирал на приватно и професионално поле, на 41 година во град како Охрид, доаѓаш во стадиум кога во животот сакаш да пробаш нешто ново и мислиш дека можеш да придонесиш кон средината, кон градот кој што го сакаш за развиток и за работа во интерес на граѓаните на Охрид и разубавување на Охрид кој што инака е убав.
се со цел да го развиваме во една права насока. И мојата главна, да речам, причина и мотив за кој што се вклучив беше љубовта кон Охрид. Јас живеев некое време надвор и тогаш беше, да речам, оне момент кога се крчеше одлуката дали ќе се вратам и ќе основам иднина во Охрид или ќе останам во Соединетите Американски држави. Ма одлучив да се вратам во Охрид и тука отворив моја приватна ординација, цел живот работам приватно, интернист сум по професија и така решив да пробам ако можеме нешто да направиме за Охрид. Би било добро. Од приватниот сектор сега сте веќе државна администрација. Откако сте веде градоначалника, тоа е од декември минатата година, сега и официјално веќе 6 месеци би рекле државен службеник. И како вашиот предходник, предходниот градоначалник на Охрид, така и вие наследувате блокирана сметка и многу големи суми кои што се на сметката на долгови на општината. Да, Охрид е една од најзадолжените општини во Република Северна Македонија. Вкупниот долг на општината е околу 1,6 милиони денари. Со процесот на раздолжување кој што беше во тек и уште е во тек, и со законот кој што го донесе владата, ние добивме за поддршка на единиците на локална самоуправа, ние добивме 495 милиони денари и во процесот на преговарање со доверителите успеавме поднос на камати со нивна добра волја и со наша умешност да заштедиме дополнителни 260 милиони и за тоа додека јавно сакам да се заблагодарам на сите тие фирми кои што се откажаа од делот каматите и покажа еден свест како општествено одговорни чинители да и помогнат на општината да се намали долгот. Така да дојдовме до 755 милиони исчистени и ни останаа уште 196 милиони кои што ние ги подмируваме со спогодби со тие исти фирми од сопствен буџет во наредните 2 години и уште 530 милиони кои што треба да ги исплатиме. Идејата за тие и конечно да деблокираме сметката на општината. Идејата за тие 530 милиони е да пак со поддршка на Министерството за финансии, најверојатно и владата на држава, да направиме аранжман со нека домашна комерцијална банка и да видиме колку ние како општина сме способни да истрпиме исплата на годишен ануитет на некои 5-6 години, кога би плаќале камата од некои 4-5%, што е нормална банкарска камата, додека сега, доколку ги оставиме тие 530 милиони така, со извршни решенија, годишната камата ќе ни е затезна од некои 13% и за многу кратко време од тие 530 милиони пак ќе дојдеме на 1 милиарда и ништо не сме направили од целиот тој процес. Меѓутоа на добар пат сме тоа да го завршиме и јас сум уверен дека во овие 2,5 години кои што остануваат од тој полумандат во Охрид, дека на крај ќе имаме деблокирана сметка, ќе имаме многу порано, поточно. Исто така во Охрид следуваат и неколку крупни инфраструктурни проекти, од кои што ќе има прилив на средства во општината по однос на комунали. Меѓутоа во минатото тука е правена грешката од страна на локалната власт. Зошто? Затоа што приливот на средства во однос на комунали стално е есапен како пари кои што ги зема општината, а никогаш не се гледало дека уствари тоа ти е трошок тебе како општина. Значи, кога еден инвеститор ми плати мене во општината, не знам, 1.000.000 евра комунали, јас морам да испорачам за тие пари. И сега имаме ситуација кога во Охрид се изградени цели комплекси со згради, со станови, а инфраструктурата е останата нерешена, а парите се земени и потрошени за друго. Па сега ние мора да ги решаваме и тие инфраструктурни проблеми. Меѓутоа, како и да е, мислам дека ќе застаниме конечно општината на здраве и нодзе и тек после тоа ќе можеме да зборуваме за крупни инфраструктурни проекти кои што ќе се од интерес за граѓаните и во 2020 или во 2021 година конечно еднаш да
престаниме да се молиме со нашите граѓани за една сијалица улично светлување или за 20 метра асфалт или за една шахта. Туку да почнеме да зборуваме за пречистителни станици, за катни гаражи, за нови школи, нови градинки и така. Сето тоа што му е потребно реално на градот. Кажавте пред малку дека очекувате крупни инфраструктурни објекти со кои што во градот ќе има прилив на средства. За што станува збор? Станува збор за проекти кои што се од постар датум, локации кои што се веќе дали продадени, купени, што на приватни инвеститори, што на преку продажба стамбени на објекти. Дел се хотели, дел се стамбени објекти. Еден поголем хотелски комплекс се гради во близина на каналот Билјанин извори. Тоа е инвестиција на една домашна фирма во, да речем, соработка со нивни странски партнери. И тука следува сериозна инвестиција на хотелски ланец. Скоро се чистеше таа локација, мислам дека е тоа добар знак за инвеститорите во Охрид. Во центарот на градот исто така со една домашна компанија на свој имот ќе следува изградба на модерен стамбен комплекс кај што конечно градот ќе добие и подземно паркирање кој што ќе е сопственост на општината, така да и на неколку други локации кои што се интересни ќе имаме инвестиции. Се чини дека во Охрид не се престана со градба. Ако го земеме во предвид мораториумот кој што го имате на известни места заради барањата на УНЕСКО, заради она што вие треба да го запазите, односно треба да внимавате, тоа ви е како правило. Но повторно е таа слика дека Охрид е едно големо градилиште. И еве сега во улога на опозиција, ВМРО ДПМН ќе ве прозива како локална самоуправа да се престане со беспланско градење или со дивоградби насекаде и така натаму. Колку ви е под контрола целата состојба? Проблемот кој што во Охрид го имаме со урбанизацијата, со градбите е навистина сериозен. И тоа е, да речеме, долгорочен проблем и ќе изискува студиозен пристап и поддршка пред се од институциите и од државата. Значи, кој ни е нас проблемот во Охрид во однос на УНЕСКО? Еден дел е нивното барање за воспоставување на мораториум на трансформацијата на крајбрежјето. Тие тоа така го викаат, а просто народски речено тоа значи мораториум на градба во крајбрежниот појас. И јас и денеска имав некои излагања. Значи, треба да се изнајде законскиот основ како ние да донесеме одлука и да стопираме градба во одреден појас каде што има важечки детален урбанистички план. Пример, ево, сега јас сум физичко лице, си имам локација, крајбрежен појас, имам детален план и доколку ние како општина донесеме таква одлука, ние го хендикепираме тој еден човек со една неуставна одлука, затоа што му го скратуваме правото кој што на друг му е дадено. Така. И ќе треба да видиме законски како сето тоа да го изведиме, за да сето тоа го стопираме. Меѓутоа, проблемот е поради тоа што долгорочно е вршена девастација на Охрид, пред све од државните институции. Затоа што стариот дел на градот, а доскоро и крајбрежјето беше под ингеренција на државата. Старо градско јадро и ден денес е под ингеренција на Министерство за транспорт и врски, на Завод и музеј, на Управа за културно наследство, за заштита на културно наследство, така да мора да има соработка потесна помеѓу општината и сите овие институции и кога би имало една таква добра соработка, би имали успех на тоа поле. Што се однесува до дивите градби, ние како локална самоуправа, секаде кај што имало пријава
по однос на Дива градба, сме постапиле, градежниот инспектор излегол, направил увид, донесол решение. Меѓутоа сега во услови кога државата носи разноразни закони за легализација, малку е дискутабилно Како безсмислено. Како сега ние да ги рушиме дел од тие дивоградби, а дел од другите дивоградби со закон се легализираат. Исто така од една од забелешките на УНЕСКО е немањето за регистар на дивоградби. Ние ќе почнеме во општината и во наредните 30 дена ќе ги селектираме сите објекти кои што се со решенија за рушење или отстранување. Значи ќе го изготвиме многу брзо тој регистар на нелегални градби и ќе мора да пристапиме случај по случај да ги провериме сите тие предмети. И мојот личен став, јас не сум за репресивни мерки, не сум за рушење, меѓутоа ситуацијата и состојбата во Охрид налага да мора да се справиме со Дивата градба и тие објекти кои што се во тој заштитен појас, дел се во национален парк, ќе мора да ги отстрануваме. Колку и да е непопуларно, моје лично мислење е дека во Охрид ќе мора да има рушење. Подготвен сте за тоа, ако мора. Сега сте во позиција на прв човек на градот, татко на градот. Јас тоа што го кажав дека во Охрид, еве како турист, тоа што можам да го видаме, дека се има впечатокот дека безмилосно се гради насекаде. Сега сте од позиција на татко, кога тоа не бевте, колку реално тоа ви пречеше и колку бевте во позиција приватно да зборувате за тоа дека ова повеќе не се издржува и дека што е многу е. Па, ако јас се прашувам, не е проблем тоа што во Охрид се гради. Значи, Охрид мора да се развива, меѓутоа начинот на кој што тоа се прави, да речам, алчноста на одредени луѓе кои што постапуваат спрема убавината и тоа културно и светско богатство како што е Охрид, е недозволива и мислам дека доколку сите заедно се заложиме за владење на државата, за владење на законот и правната држава подеднакво за сите, самата градба нема да биде проблем. Меѓутоа проблем е доколку на една парцела кај што можеме да изградиме пример приземје 2 ката и поскоро не изградиме 6. Значи таков коефициент на изграденост како што има во центарот на Охрид нема во Њујорк. Значи големи висини, објекти со големи габарити. Тука е проблемот, иначе нека се гради. Треба Охрид да се развива. Но да има некој ред. Да има ред. Така, кажав дека тоа по кое што овие последни 2 дена Охрид е најспоменувана реакцијата на УНЕСКО и можноста Охрид да биде избришан или од листата на загрозено светско наследство. Добро. Со многу точки во документот, што е тоа што е погрешно, што е тоа што треба да се промени. Па во сето тоа набројување има повеќе работи, почнувајќи од објектот на Плаошник, па патот Галичица, па хотелот во Лагадин, стариот дел од градот кој што го споменувате и така натаму. Али Пашината џамија, минарето. Многу работи кои што не можете баш преку ноќ да ги решите. Да, значи тоа што доколку се случи да во Баку Охрид биде ставен на листата на загрозени културни. Баку е 2020-та, само тоа да кажеме, значи наредната година е практично. Не сега, во јуни оваа година, а 2020-та. Да. Така. Сега сме во јуни. Меѓутоа доколку се случи тоа, Охрид нема да го изгуби статусот на град заштитен под УНЕСКО и тоа што Охрид ќе биде ставен како загрозено подрачје, ќе биде само еден од тие 54
локации или градови кои што се заштитени од УНЕСКО, меѓутоа се во опасност. Што значи тоа? За илустрација, центарот на Виена е заштитен од УНЕСКО, меѓутоа е на таа црвена листа во опасност. Исто така и Јерусалим. Значи, не значи тоа дека ние го губиме статусот на УНЕСКО град, меѓутоа значи дека веќе треба сериозно да пристапиме и да се позанимаваме со проблемите кои што јасно и прецизно ни се нотирани. Извештајот кој што го направи реактивната мисија зборува фактичката состојба и тоа е така. И од тоа бегање нема. Меѓутоа, дел, јас морам да признам овдека, дека дел од тие забелешки се решливи, дел се делумно решливи, а дел се невозможно. Малце подолгорочно решливи. Така да ќе ни треба време, меѓутоа возможно е. Што е тоа што не можете да го решите од наброените точки? Па има дел работи кои што не се во домен на решавање дури и на државните институции. Според моје мисли. Како, например, случајов последен што го спомнавте вие со Али Пашината џами. Значи, тоа е еден случај, да речам, кој што датира од многу наназад и пауерплејот во целата таа приказна е борба меѓу двете големи велесили кои што имаат влијание во сунитскиот свет. Значи, на многу повисоко ниво е од само Охрид, градба и сето тоа. Станува збор за договор меѓу влади на две држави. И тоа е директна инвестиција на влада на странска држава во нашата држава, за која што си е потпишан пријателска држава. Подпишан договор. За кој што е потпишан договор меѓу две влади. Издадено е точно мислење за дозвола за конзерваторски и реставраторски работи, изработен е проект и истиот е оверен. Точно е дека нема градежна дозвола. Тоа е точка 6 во тоа конзерваторско одобрение и точно е дека во деталниот план не е предвидено минарето. Точно е дека порано имало тука минаре. Точно е дека тој објект е на имотен лист на Република Македонија и е објект кој што е културно наследство и е заштитен како културна знаменитост. Меѓутоа сега имаме ситуација која што е поприлично замрсена и решението би требало да се бара на многу повисоко ниво. Што значи тоа, дека како град ќе го оставите тоа така да се реши на повисоко ниво или ќе барате некако? Како град и тоа е еден од проблемите кој што не е во наша надлежност, затоа што е во Староградско јадро, каде што ингеренции има Државен градежен инспекторат, Управа за културно наследство. Да. И беше споменуван како објект кој може би бил предмет на некакви изборни пазарења. Хотелот во Лагадин остана во фаза на габарит. Знаеме ли што ќе се случува со него? Не знаеме. И немаме одговор на тоа. Таму има процес, значи... Таму е стопирано, а тоа што е стопирано е карабина. Дали ќе се сруши или ќе остане? Не можам да ви кажам тоа, затоа што таму, да речем, предметот е се уште на решавање по жалба на инвеститорот во второстепена комисија по 6 или 7 пат. Јас го поништив решението за градба на тој објект во февруар месец. Колку што сум информиран, има жалба по моето решение од инвеститорот до второстепена комисија и не е дојден уште одговорот од второстепена комисија, меѓутоа и да се потврди моето решение од второстепена комисија, инвеститорот има право на жалба до суд. Така да тоа е еден предмет кој што ќе потрае. Инаку, моје мислење е дека
на таков објект не му е таму местото. И меѓутоа, доколку јас би бил градоначалник и со сите тие, да речам, документи кои што сум ги имал на увид до сега, самото издавање на одобрението за градба не е спорно. Меѓутоа, спорна е после постапката на отпочнување на градбата и поради тоа што се поништува решението од страна на општината. Меѓутоа, има уште еден тука момент, а тоа е како инвеститорот ја прибавил водостопанската согласност да се гради во заштитен појас од 50 метра. Тоа е прашање. Да. Што треба да биде поставено. Да. А без таква водостопанска согласност, одобрението не може да се издаде. Што е тоа што ви беше, или може би се уште вие, запрепастувачко во контекст на нештата кои ги затекнавте на вашата маса или по фиоките или по канцелариите во општината? Што е тоа што уште ве изненадува, што се вели? Па, креирањето на тој долгот кој што претходно го споменавме е, да речеме, една тема која што се експлоатираше поприлично и во кампањата и во јавноста. И за мене е малце, да речем, во најмала рака неодговорно и чудно како е можно општината со една градежна фирма на која што и должела пари за X инфраструктурни проекти и отстапила одредени недвижности во Охрид и по спогодба останале за исплата уште 30 милиони денари према фирмава, према доверителот во 2005 или 2006 година. И општината била должна по таа спогодба да ги исплати во рок од 2 години. И до 2019 година од тие 30 милиони денари не е исплатен ни 1 милион. Па тие 30 милиони денари сега се направиле 160. И така е таа виртуелна спирала на креирање на долгот, што е, да речам, просто неверојатно. И како е можно ние како општина да не сме во состојба да сервисираме една таква услуга која што сме ја превзеле како врска. Меѓутоа, тоа се ни минати времиња. Сега не можам јас да бидам полицаец или да поминале ревизии, имало луѓе кои што сега треба само да се потрудите да го сега анулирате. тоа што е да го вратиме на нула и да тераме напред. Пред вас е летната сезона, ќе ви биде прва како прв човек на градот. Една од мерките за кои што исто така се слушна во јавноста е дека како општина одовде па натака престанувате да бидете покровители на концерти кои што се случуваат во жижата на летниот период, нешто што претходно беше пракса. Ова го издвојувам како едно од нештата за кои што се слушна гласно, а прашањето сепак ми е како, еве, како прв човек се подготвувате за оваа летна сезона? Да, тоа беше моја иницијатива, моја идеја и јас ја предложив таа одлука до Советот и таа беше изгласана со 22 гласа за, мислам, 23 сите политички партии конечно се сложија околу една работа. Околу нешто бевте едногласни, а? Па во ситуација кога во пикот на туристичката сезона Охрид е полн со туристи, јас не ја гледам логиката да ние како општина која што е задолжена и со ваква блокирана сметка да субвенционираме настани кои што не ни придонесуваат значително за бројот на туристи во градот во период кога секако ги имаме. Тоа е 15 јули до 15 август, така? Да. И што се однесува ние како општина и како локална самоуправа, имаме интенција за проширување на туристичката сезона, за проширување на понудата и сме отворени за работа во таа насока. А други припреми кои што ги имаме како град, како и секое туристичко место, имаме проблем со тезги, поставување на да, тоа е еден дел. Поставување на тезги, урбана опрема на несоодветно место, потоа со собраќаен метеж,
со паркинг. Веќе на следната седница ние имаме некои одлуки со кои што се менуваат зоните на паркирањето. Имавме пред 10 дена средба со граѓаните од Старград во однос на регулирање на сообраќајот во стариот дел на градот. Една од забелешките на УНЕСКО беше и тоа. Значи трафик фри да го направиме, мораме стариот дел на градот и ние лани почнавме да имплементираме систем на рампи и картички само за жителите на Старград. Меѓутоа тоа го направивме лани во средината на туристичката сезона. Граѓаните беа поприлично веројатно неспремни и неупатени и имаше доста реакции и затоа сега далеку пред почетокот на пикот на туристичката сезона пристапивме одма кон решавање на тој проблем. Така да ќе има реевиденција на картичките, ќе има повторно рампи за жителите на Старград, меѓутоа овој пат во издавањето на картичките ќе ги вклучиме и самите жители, значи представници на местната заедница ќе бидат дел од комисијата која што ќе ги издава картичките за жителите од Старград. Тој централниот дел на Охридскиот плоштад станува премиум зона и таму паркирањето ќе биде 100 денари од час. До сега беше 40, на тој начин сакаме да го дестимулираме движењето на возила во центарот на градот. Потребни се катни гаражи, да. Интензивно работиме на обезбедување локации за катни гаражи. Имаме ние 2 локации во програмата за градежно земјиште, кои што се планирани со јавно-приватно партнерство и ќе ги распишиме во следниот период за доколку се јави заинтересиран инвеститор. Така да делуваме на повеќе полиња. Има многу возила во Охрид и од самите жители, а во лето уште повеќе. Мора малце ние како граѓани да престанеме како охриѓани да се понашаме како туристи во својот град. Во летниот период да се насочиме на работа, а не на уживање. Да го препуштиме Охрид на туристите, а ние да уживаме во ноември и да се шетаме со нашите возила во ноември, а барем во лето да возиме велосипеди. Меѓутоа сето тоа е процес кој што ќе ни треба малце време на сменување на навиките, на начинот на живот. Ние сме сепак така охриѓани што е малце терсене. Ќе ви треба време, не знам колку ќе успеете во однос на навиките на охриѓани. Времето предвидено за овој разговор полека ни истече, останаа некои прашања непоставени, некои одговори не одговорени, не слушнати, но ова не е прв пат да нема биде прв пат да зборуваме на охридски теми, ќе го правиме тоа и во иднина. Наше беше да ја поздравиме некако новата сезона која што доаѓа во Охрид со убави вести и надеж дека предупредувањата на УНЕСКО со текот на времето полека ќе ги анулирате, пребродите. Почнавте со последната точка, тоа е отстранувањето на палмите, се надевам од 19-тата нагоре ќе ви оди уште полесно. Да, значи Охрид пред точно 40 години, оваа година славиме 40 години од нашето членство во УНЕСКО и ние сме примени во УНЕСКО заедно со уште 3 града во бивша Југославија, тоа се Мостар, Котор, Дубровник и Охрид. И поради тоа покојниот градоначалник заедно со градоначалниците на тие 3 општини потпиша меморандум за соработка и би било навистина штета наместо ние сега да славиме 40 години од нашето членство во УНЕСКО, ние да се бориме за зачувување на нашиот статус како културно наследство на УНЕСКО, а не како локација која што е загрозена. Меѓутоа само уште една поента. Знаете зошто е полесно да си градоначалник на Дубровник него на Охрид? Во Дубровник под УНЕСКО е заштитен само стариот јад, а Охрид ние сме еден цел регион. И треба дупли напори да вложиме, дупло да се залагаме, дупла поддршка да имаме од државата,
која што години наназад водела, да речам, несоодветна грижа за Охрид и сега резултатите ни се овие кои што се не се ова од пред година, 2, 3, 5. Ова е процес кој што години наназад се одвивал и еден голем исчекор кој што се направи овој период и тоа е нотиран во и позитивните работи на извештајот од реактивната мисија, затоа што не се само негативни, има и позитивни работи тамо. Откажување на експресниот пат, напуштањето за ски центар на Галичица. Една од тие позитивни работи е решавањето со колекторскиот систем. И тоа е една работа која што е многу крупна и во иднина ќе придонесе уште поголем исчекор кон зачувување на статусот на ЮНЕСКО. Така. Успех во БАК одите лично, ако не се лажам, така? Па денеска го добивме писмото од Министерството за култура, делегацијата веројатно ќе ја предводи заменик министерот и ќе видиме во наредниот период ќе се комплетира целата делегација. Така. Господин Георгиевски, ви благодарам на ова гостување, како што реков, нема да ни биде ова прво видување, ќе имаме уште прилики да зборуваме и за убави и за помалку убави нешта. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието во овој дел од Студио 1. За некоја минута почнуваме со Централниот дневник. Останете со нас.